па заради тоа реков. Доктор, ве загрижува ли е да сега оваквата најава што ќе се случува во пшеничната индустрија? Како може да не загрижува кога можностите за пласман се ограничени, а ние немаме друго алтернативно решение. Ние немаме алтернативен пазар. Европа ние 60-70% во сите предпријатија што се во челичниот сектор, 70% од пласманите се во Европа. Значи немаме алтернатива. Америка, бидејќи воведе заштитни царини, таму веќе не можеш ти да влезеш, не можеш да си конкурентен, пошто секој што продава треба да плати 25% царина. Секој што сака да увезе македонски производ треба да плати 25% царина. И овој ти бара, нормално ти бара да ја симнеш цената. Кај можеме ние да одиме со 25% пониска цена? На колку компании закануваат негативни последици од ова Америка и колкави би биле според вас штетите? Во оваа групација на која што е предмет на овие количински ограничувања на пласманот на челичните производи, влегуваат трите фабрики за цевки. Тоа е Металпромет Кавадарци, тоа е помал капацитет, и Гемтред Кавадарци, тоа е поголем, и ФЗЦ од Кумано. Макстил, производител на топловалани дебели лимови, и ArcelorMittal, од скоро веќе со нов собственик, производител на пластифицирани, ладновалани и пластифицирани лимови. За Дојран Стил царинските податоци не даваат никакви податоци за извоз, а не можеме да ги сконтактираме. Што ова ќе значи за бруто домашниот производ? Сега, ако ние некаде 406.000 тони сме продавале во Европска Унија, и ако бидат намалени, ние во најдобри години некаде сме имале учество во GDP-то на Македонија во преработувачката индустрија, не во GDP-то, зашто GDP-то е поширок еден агрегат економски. Во преработувачката индустрија сме биле некаде 5,7%. Што значи дека ова би бил сериозен удар на економската динамика на земјата и на економската стабилност, која во овој период е апсолутно приоритетно прашање. Добро, сега што ви останува да направите? Велите дека немате алтернатива, од друга страна владата вели дека допрва ќе седнува, ќе преговара, нели сега веќе се завршено и тоа? Владата преговараше, не знам преска дали ме разбравте, владата преговараше. Заев разговараше со Јункер директно, Бујар Османи беше кај комесарот Сесилија Мелстром лично, технички состанок со подкомитетот за трговија во ЕУ се одржа некаде доцна есен и сега на крајов на декември посебно за ова прашање во Брисел. Значи ние таму ние беа изнесени сите овие состојби кои што ќе имаат навистина погубни последици врз оваа индустрија, па и врз целата економија. За жал, ставот на DigiTrade е дека е тоа прашање на трговска политика и заштита на нивните економски интереси. Нивната челична индустрија, профитите на нивните бизниси, нивните вработени. Ја сега, после воведувањето на овие мерки кои што се однесуваат за сите земји, значи не постои можност за исклучок за Македонија или за некој друг. Барем на ова ниво на кој што се овие мерки донесени. Не постои можност да биде за Македонија да се обезбеди посебен третман, иако ние тоа го баравме. Користевме и некои други правни аргументи во спогодбата што ни даваа некоја надеж да приговараме. Значи, нивниот одговор е тоа сега. Политички преговори на повисоко ниво од овоа, ако постојат, веројатно владата ќе ги превзема. Значи, ние не можеме да се пожалиме дека владата немаше проактивен однос по ова прашање.
цело време, од кога почнавме ние со овие состаноци, како асоциација на металургијата беа присутни, се обидуваа, од нас добиваа податоци. Во сите овие преговори бевме активно вклучени. За жал, ставот на DigiTrade е овој, дека не постои можност за исклучок на било која земја, вклучително и Македонија. И сега што ова значи од 1 јануари, конкретно за Од- Макстил? од почетокот? Дали ова некако ќе се одрази на работниците? Од почетокот на февруари, пошто времениве мерки важат од почетокот на февруари, ние ќе бидеме во глобалната квота. Значи, од 2.800.000, ако 1.600.000 бидат овие земји што ви ги споменав со загарантирани количини, остануваат 1.200.000 тони. Кој ќе побара прв дел од квотата, тој ќе биде прв услужен. Што значи дека ние нити можеме целата квота, како тука влегуваат сите земји. Значи, нити ние можеме целата квота одеднаш да ја побараме, нити можеме да ја задоволиме и кога би ја имале. Значи, тоа се сукцесивни испораки, нарачки си доаѓаат сукцесивни. Единствена, да речам, некаква поволност е што за Кина се воведени антидампиншки царини. И Кина тука, како најголем извозник на топловалани лимови во Европа, сега нема да ни биде удар на нашата квота. Значи, тоа е некоја надеж. Значи, ние ако останеме на тоа во најдобар случај, значи да можеме да бидеме во рамките на квотата, ние можеме 100.000 тони годишно да продаваме во Унијата. Тоа значи дека уште 50.000 на останатите пазари, 120.000 тони, ние нема да имаме можност каде да ги пласираме. 120.000 тони, тоа се некаде 4-месечно, меѓу 4,5 месечно производство. Тоа значи дека 4,5 месеци ние во годината ќе треба да стоиме. Дали ќе ги стоиме во континуитет, дали ќе правиме кампањи, тоа ќе диктира ситуацијата и можностите за пласман, пошто се 1000 вработени и се сигурно ќе се настојуваме да не бидат погодени, но невозможно е кога ти ќе имаш 1.000.000 евра месечни фиксни трошоци, а нема да имаш производство, невозможно е да тоа не се одрази и на вработените. Дали ќе биде тоа принудни одмори, дали ќе биде тоа во секој случај многу неповолна ситуација. Овие со 20.000 тони беа само за Макстил. Овие се, ние ќе имаме, значи, ускратена можност да пласираме 120.000 тона под предпоставка во квотата од 1.200.000 да имаме место до крајот на годината. Ако ако знаете, пошто е прв побарал, прв услужен, може би квотата ќе се испуца и после тоа следат царини. Уште понеповолна ситуација. Рековте дека од нова година ќе се затворат овие цевниве фабрики, така? Бидејќи квотата од времените мерки важи до почетокот на февруари, они веќе ја имаат истрошено квотата и они бидејќи немаат друг пазар, они најавија дека ќе бидат принудени да го запрат производството до почетокот на февруари. И после тоа да ја чекаат новата квота со конечните 3-годишни мерки. Ќе го запрат производството со сите последици и фабриката за цевки во Куманово, и фабриката за цевки во Кавадарци и Металпроме. Збориме за нова година до февруари, додека не се... Не, времените мерки што се донесени во јули истекуваат во февруари и нивните квотите од времените мерки веќе за цевките се потрошени. И тие се немаат каде да продаваат. Добро, и значи кога се затварат? Од нова година до февруари? Па сега од крајот на декември додека почне новите квоти да им даваат можност да продаваат. Колку преработени се Па во сите три? Груба е. околу 1.400 луѓе. А споменавте дека целата оваа работа ќе влијае на процентот не во БДП-то, него во преработувачката индустрија. Колку може да се намали? Во GDP-то на преработувачката индустрија, значи јас ако сме биле во добрите години 5,7, сигурно некој 2,5 до 3 процентни поени би се намалил.
И тоа се случува ова кога на овој начин, значи се случува ова кога сите ние бевме во тек на некакви инвестициони вложувања. Тие во крајна линија се сведуваат на рационализација на трошоци и на све, но и на динамизирање на производство. Значи сега ние сето тоа не можеме воопшто да сметаме на такво нешто, ако инвестициите во развој ти се запрени, не знам која перспектива те чека. Но за жал овие мерки, времените мерки не дадоа во наша полза нешто што би ни одело во прилог. Колку тоа во пари инвестиции се доведени во прашање? Еве ви велам, кај нас е 14 милиони евра сега на среден рок. Во Миталстил новиот собственик планира зголемување на производство, не можам тачната бројка да ви ја кажам. Кај фабриките за цевки исто така сериозни вложувања се прават. Сето тоа останува во ваква период останува да се преживува со постојните сили. Сега некои работи што се веќе во тек на реализација и тоа кај што имаш договори, кај што имаш испорака на опрема и тоа не можеш да го запреш. Ние имаме еден момент многу битен што 2007-2008 година како обврска од спогодбата за асоциација и стабилизација со Европската Унија постоеше еден протокол за челик во кој што македонската држава беше задолжена да направи сериозно преструктурирање на челичната индустрија, да ги поддржи перспективните капацитети, неперспективните да ги затвори. Со тоа таа даде обврска на челичната индустрија да направи сериозни реконструкции и модернизации на производството. Тоа подразбираше реконструкции и модернизации, подразбираше меѓу другото и динамизирање на производните активности. И ние сега одеднаш покрај сите тие политички документи за кои што сме се обврзали, кои што ни биле побарани од Европа, се соочуваме со вакви ограничувања. Ова сето беше изнудено од Америка, но за жал не можеме да почувствуваме една конзистентна политика што како мала земја треба да ја имаме од страна на овие силни групации кај што нашите комерцијални аспирации се насочени. Најтрагично е тоа што немаме алтернативен пазар.